Како граѓани имате право да добиете примарна или секундарна правна помош. Што подразбираат двете? Примарната правна помош подразбира можност овластените лица од Министерството за правда и подрачните одделенија на Министерството, граѓанските здруженија кои што се овластени да даваат бесплатна правна помош или правните клиники на правните факултети во соработка со адвокати кои што се запишани во регистарот за давање на бесплатна правна помош, да ви помогнат да составите формулар за остварување на некакво право од социјална заштита, инвалидска и здравствено осигурување и така натаму. Односно може да ви дадат општи правни совети, но и да ви упатат како да го остварите правото на секундарна правна помош. Секундарната правна помош пак подразбира дека вие ќе добиете адвокат платен од страна на буџетот за споровите за кои што претходно ги наведов, како што се должничко-доверителски спорови, односно застапување во граѓански постапки пред суд, но и пред управни органи.